Мобилната апликација може да ви помогне до нивото да знаете денеска дали да се облечете потопло или да се опуштите доколку е топло времето. Мобилната апликација е најголемата штета доколку мислиме дека може да ни помогне во голем аспект. Се зависи колку имате да изгубите и колку сте моќни да платите одредена штета. А ако сте голема компанија која што се занимава, да речеме, со градежништво и денеска вие треба да извадите некаде и работна сила и машинерија и сето тоа ви пропадне зашто не е како што треба, времето, вие сте изгубиле, ајде да речеме, неколку илјади евра. Се зависи колку пари да имате да изгубите. Толку ви се апликациите добри на мобилните телефони. Нема да именувам која апликација, која веб страница. Таа, например, за летно време нема никогаш да ви даде дека ќе грми, дека ќе имаме молњи. И сите самите знаеме која е шансата, доколку се најдете, да речеме, во планина и ви се случи таква ситуација. Во разговор со еден од луѓето одговорни за одржување на нумеричкиот модел што стои позади таа апликација, пак морам да се наведам на некој начин да откријам, луѓето од Норвешка, на една средба која што имавме лани во Шведска и го прашам човеков кој што меѓу другото работи токму на таа апликација, викам, вие параметризација за конвекција, тоа е она што ни дава грмотевици и молњи, како да немате за нашиот регион доле. Ми вели, да, па ние само се секираме, вика, за нас кај Норвешка тоа само го има, вика, чисто колку да постои. И замислете вие ако се потпирате на нешто такво и отидете во планина, дали за туризам, дали за работа, и ви се случи грмежна непогода. Шансата да изгубите живот е прилично голема во таа ситуација. А вие сте се потпирале на нешто што вели денеска само можеби ќе заврне. И врнењето е ризик кој што вие сте го прифатиле, ама не сте знаеле дека дента има шанса за електрични празнења.